Татко ме многу се израдува. Да. И јас се израдував. И јас. И јас. Ќе легнеш? Легнувам. Алекс се жени. Господе, опрости ми за тоа што го направив. Затоа што ја растажив Зарифа. Јас не сакав да биде вака. Господе, Ти си единствениот над сите нас. Покажи ми пат. Покажи ми пат. Амин. Господе, дај ми сила. Стој! Кој има таму? Не мрде. Спушти ја пушката. Сврти се полека. Маскираниот човек. Проклет нека е тој маскиран човек. Се нека е проклето. Како се случи тоа, команданте? Лицата им беа покриени. Не разбравме што се случува. Кога се освестивме, бевме овде, брзани. Овој маскираниот бил поспособен од тоа што го кажува Ефендија. Ќе дадам награда за него. Ќе дадам награда за маскираниот човек. Пренесете им на сите, команданте. Тој што ќе го донесе маскираниот, жив или мртов, ќе му дадам 100 златника. Ме слушнавте ли? Господе, ми ги врати милениčiњата. Ти благодарам. Како велат, Господ дарува, луѓето се восхитуваат. Ајде да видиме, ајде. Така. Ќамуш. Господи, благослови го мојот јунак зет, нели? Нели, Ќамуш? Ај повтори.
ми недостига овој глас. О, ми недостига овој мирис. Ајде, прво кај мојот јунак зет. Лекар! Лекар! Господе, ми недостига и вака да викам. Ах, Господе, ти благодарам, се почна да се средува. Дај Боже, Господе, дај Боже. Фатма, млекото за сефте да го однесеме кај зетот, да го бакнам во тие негови образи. Ајде, Ајде, Ајде. ајде, ајде. ајде. Добро утро. Дојдов да ја земам венчаницата. Вие сте Маријана, претпоставувам. Јас сум Маријана. Само што ја завршивме. Многу е убава, ќе видите. Хасан, Хасан. Дојде господја Маријана, треба да станеш, ајде. Добре дојдовте. Завршивме. Ова ли е? Ви се допадна ли? Навистина е убава. Во ред тогаш да последен пат да ја пробаме на вас. Знаете, ние шифарчите, особено јас многу сум прецизен, многу внимателен, да нема некој проблем, знаете. Повелете, ајде сега облечете, помогнете дами, ајде Во помогнете. Ајде. Повелете. Нека ја облече, ајде. Ајде. Ајде полека. Ајде. Јунак зет, како мачор прв пат да фати глувче. Мачор со мустаки? Зарем се вика така мачор со бркови? Немате почит кон повозрасните. Веќе Паша зете ќе го викате. Добро ли? Добро, мамо. Добро. Каде и да го видите ќе му земете рака. Добро ли? Добро, мамо. Добро, браво. Гледаш ли, Фатма? Што да гледам? Во право сум бил. Велеше Хатиче да не се омажи за Хасан. Виде, ете. А на крај која даде, а? Хасан, јунаку, ми не достигаше. Хасан! Паша! Хасан! Немојте да ја кратите повеќе. Добра е вака. Добро. Ете така. Здраво сете, Хасан. Добре дојдовте. Ние Добро ме дојдовте. најдовте. Мил мој зете, ти донесовме млеко. Добре дојдовте. Софи, Софи? Софи. Софија? Што се случува? Хасан, Зете? Ти ја слуши венчаницата на Софи? Многу е убава. Зарифе. Зарифе! Зарифе! Зарифе!
ангелски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех, да видам Стамбул, тебе да те видам. Александар. Софија. Се прстенува чедото на Господа Александар за Божјото чедо Софија, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Со среќа да си ги носите прстените, бидете живи и здрави. Обручаец ја рабина Божија Софија, рабу Божју Александар, во име Отца и Сина и Светаго Духа. Среќа да ги носите прстените, да сте живи и здрави. Драги младенци, пред да пристапиме кон чинот, светата тајна на венчавање, наша должност е да ве прашаме за вашата слободна волја за стапување во брак. Александар, имаш ли добра и слободна волја и цврста намера да ја земеш за жена Софија која е до тебе? Александар, имаш ли добра и слободна волја и цврста намера да ја земеш за жена Софија која е овде до тебе? Александар, имаш ли добра и слободна и цврста волја и намера да ја земеш за жена Софија која е овде до тебе?
Зарифе? 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 Алекс? Ти си љубов моја. Алекс? Зарифе? Зарифе? Душо моја, Зарифе. Гулабице моја. Зарифе? Тато? Јас покрај тебе сум. Каде сум, тато? Не плаши се. До мене си. Сето ова ќе го плати внук ти Ацо. Како си, Зарифе, добра ли си, Кирко? Фатма, треба да се одмори малку. Добро. Зарифе, дали ќе ми простиш мене? Ќе ти прости, Хасан, ќе ти прости. Што мораш сега да ја подсетуваш на вакви нешта? Молчи, синко. Молчи. Грешно ли нешто кажа? Ајде, замолчи. Вахиде, сестра ти, однеси ја горе. Добро, тато. Не оставај сама. Добро. Ајде. Ајде. Хасан, никогаш повеќе нема да ја спомнеш таа тема. Готово, се заврши. Се затвори Рамис. Јас не знаев дека венчаницата ја шијам за Софи. Јас мислев дека ја шијам за Маријана. Да знаев дека ја шијам за Софи, немаше да ја шијам. Зошто да ја шијам? Уште зборува. Господе, уште зборува. Замолчи, синко. Замолчи. Не можев поинако, дедо. Не можев поинако. Не си можел поинаку. Што требаше да ти кажам, ти кажам. Што требаше да направам, направив. Ама не успеав. Не успеав.
колку што ме држеше устата, колку што ми фаќаше главата, сакав да ти објаснам. Сакав да се ожениш. Сакав да ја заборавиш девојката муслиманка. Сакав да си среќен со Софи. Сакав да го сториш тоа што е исправно. Му тогаш немаше да биде исправно, дедо. Ниту јас немаше да бидам среќен, ниту пак Софи ќе усреќев. Ти сакаш да ме умреш, бе, море? Сакаш ли да умрам, а? Ке беше неправедно према Софи, дедо. Зошто не разбираш? Јас го направив исправното. Го знаеш тоа. Добро. Што ќе правиш сега, а? Што ќе правиш? Ќе одиш и ќе ја грабнеш Зарифе? И како татко и ќе избегаш во планината? Потоа ќе ве најдат, ќе ве убијат и двајцата. Тоа добро да го знаеш, бе. Така ли сакаш да се случи, а? Не, дедо, нема да се случи тоа. Никогаш нема да се случи такво нешто. Никој нема да биде повреден. Ти ветувам, дедо. Сега мене ми е редот да стражарам, Вахиде. Вахиде, Остави. може ли малку да позборуваме? Остави ти, велам. Те молам, послушај ме само. Тато! Вестите кои ни доаѓаат од Крит не се многу сјајни, султано. Кажете, Халил Рифат Паша. Според локалните административци... Скокнете ги тие вести. Нашите административци или се необразовани, или се целосно неинформирани. Тие се образовани младотурци на кои окото им е во главниот град. Информирајте ме за полициските шпиони. И вестите кои доаѓаат од нив се во исти правец, султано. По иницијатива на грчкиот крал, грчките граѓани се подготвуваат за востание. И доколку не се превземат мерки, се плашам дека ќе изгубиме на Крит. Колкав број на војници ни се потребни за да го задушиме востанието, Паша? Доволно една дивизија војници, султан. Тогаш веднаш да се почнат подготовките. За да се спречи востанието, повикајте го грчкиот амбасадор. Потоа, до грчкиот цар испратете неофицијална нота. Нека знаат, доколку се обидат да кренат тие востанија, ние ќе го задушиме и ќе се насочиме кон Атина. Може би е потребно лично да отидам во Македонија, за да ги предупредам сите непријатели, внатрешните, надворешните и младотурците. Ги донесе? Стави ги тука. Земи, чичко Рамис. Те така. О, добро утро, девојчиња мои. Добро утро, тато. Добро утро, Вахиде. Добро утро, моја Фатма. Добро утро. Вахиде, како е? Спие. Нека спие. Фатма, нека спие, нели? Добро е да лежи, добро е да спие. Јас да одам на работа. Добро е да одиш, ајде. Многу ми не достигаше да викам лекар. Слушни сега. Лекар! 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 Како е? Добро е, ајде, викај, викај. Мачор со мустаки. Ќутете. Зошто доаѓа овој сега? Од каде излезе сега овој?
Добро утро, Рамис Ефенди. Šta sakaš? Вахиде, донеси ја пушката, ајде. Немој, Вахиде. Немам таква намера. Дојдов да ви кажам нешто. Добро, знаеме што ќе кажеш. Знаеме дека се ожени. Ајде, нека ти е со среќа. Ајде, синко, ајде. Не се оженив, тетко Фатма. Не се оженив. Што? Не се ожени? Вахиде, ти реков да ја донесеш пушката, ајде. Вахиде, ти реков не. Ајде. Зарифе? Не! Зарифе, сакав од мене да слушнеш. Сакав од мене да слушнеш, Зарифе. Те молам, послушај ме за последен пат. Сакав од мене да слушнеш, Зарифе. Јас не се оженив, Зарифе. Не можев. Не можев. Нас ни пречат обичаите. Верата. Верата за да бидеме заедно. Ако е така, штом со тебе, не ќе можам да бидам заедно на овој свет. Нема да бидам со никој друг, Зарифе. Јас знам дека не можам да те повредам. Не можам да го направам истото што и го направи татко ми Најше. Ама од сега понатаму, нека знаат сите. Целиот свет нека знае дека јас ќе те сакам додека не умрам. Се сеќаваш ли на сонцето и земјата? Се сеќаваш, нели? Како се приближуваат и како се оддалечуваат. Заедно не може да бидат. Така и ние ќе бидеме. Како земјата и сонцето. Секогаш заедно. Еден до друг. Ама разделени. Зарифе, Керко, како си? Добра ли си? Како си? Како си? Добра ли си? Може ли човек да биде посреќен од ова? Ние сме како сонцето и земјата. Не можеме да се разделиме. Командире, Повели, кај Макамот Абдул сака да ве види. јас само што одев кај него. Ама, командире, Повели, војнику, господинот Абдул се одмарал дома. Дома ве чека. што му е нему? Зошто се одмара?
Мислам дека воздухот овде лошо му влијае. Добро. Добро. Учителу доаѓа! Учителу доаѓа! Здраво, дедо Попе. Емине, донеси го аванот, Керко, ајде. Ајде, донеси го. Ајде, донеси го, донеси го. Ние дојдовме. Кој дошол, види, сестра Добре ви, дојдовте, како добре дошла дојдовте. заедно со дечињата. Тетка Фатма, може ли да играме надвор? Што ќе играте? Топка? Топка? Каде ќе најдете топка? Вујко ми направи топка. Многу убаво. Хасан ја направи ова. Многу убава е. Ајде играјте, ајде, трчајте, ајде. Ајде, деца, ајде. Ајде. Ајде, деца, трчајте. Ајде, како е срцето на мојата сестричка? Добро е, дадо. Зарифа е многу добра. Зошто се мешаш ти и Вахите? Не те прашувам тебе, Зарифа ја прашувам. Добро сум, сестра. Тете? Дадо, Молам, да играме и ние како што си игравме кога бевме мали. на оваа возраст Ти ептер спобудале, Вахиде? И ти ќе играш со нас, мајка. што зборуваш ти, Вахите? Што зборуваш, ма? Се сеќавате ли Зарифе колку многу сакаше да игра? Ви тикнува ли? Да, така е. Во право е. Ајде тогаш, ајде. Ајде. Ајде, дојди, моја убава Керко, надвор. Ајде, Зарифе. Ајде. Сега, деца, погледнете убаво на таблата. Денес ќе го најдеме збирот на 12 и 15. Кажете ми колку се 2 плюс 5, Васил? 7. Браво, точно 7. Кога ќе ги собереме еден и еден, колку прават? 2. Точно 2. Колку е вкупно, Васил? 27. Браво. Ајде сега да видиме дали некој не разбрал. Кажи, Игор, што не разбрати? Татко ми рече дека вие сте сакале муслиманска девојка и затоа сте откажале венчавката. Ете, јас тоа не го разбирам. Ние не му поверувавме на Никола. Не можевме да му кажеме дека еден христијанин не може да сака една муслиманска девојка. Добро, сега јас ќе ви објаснам. Сега, деца, јас ќе ви нацртам нешто. Да видиме дали ќе погодите. Што е тоа? Дрво. Дрво. Да видиме дали ќе погодите што е ова. Има крилја и лета. Што е? Птица. Птица. Добро. А ова што е? Има глава и коса. Човек. А? Човек. Сега кажете ми да видам, деца. Дрвото може да е христијанин? Не може. Не може, нели? Птицата може да биде муслиманка? Не може. Добро, тогаш зошто човекот? Добро, деца, немојте да мислите на вакви работи вие. Ајде сега излезете. Часот заврши, имате одмор. Немојте да се испотите. Твојата работа е да ги научиш, а не да им ја мешаш главата, Алекс. Доволно ти измеша на тебе главата.
Влезете, господине командире. Со помине кај господине. Се надевам дека не е нешто сериозно. Сигурен сум да беше нешто посериозно ќе се израдувавте. Успеавте ли да го фатите маскираниот, командире? Господине, сега го печатиме огласот во печатницата за награда што е одредена за неговата глава. Тука се случи и кражбата со машината за печатење, нели, командире? Пред очите на вашите војници кои 24 часа дежураат пред државниот конак. Машината беше украдена од страна на маскираниот, така ли е? А вие уште ми зборувате. Како се уште го печатите огласот за награда на неговата глава? Одговорете ми, дали оваа ситуација е нормална? На здравје, господине. Имате среќа што сум болен, командире. Инаку ќе ви покажав јас убаво. Сега, штом толкава машина можела да исчезне и да се изнесе од Песочан, тогаш кога ќе најдете машината, ќе го најдете и маскираниот. Поправете ме ако грешам, командире. Така е, господине. Тогаш веднаш соберете ги вашите луѓе и претресете ги сите куќи во Песочан. Дали се разбравме? На здравје, господине. Разбравте ли, командире? Разбрав, господине. Сега излезете, ајде. Одиме, одиме. О, пријатен ден, Сулејман ефенди. И на тебе, Рамиз ефенди. Ова е твојот внук, нели? Колку пораснал бе овој? Благодарам. Да даде Господ, ти да дочекаш. Благодарам, дај Боже. Ајд со здравје. Хасан, слушна ли тебе ти го префали зборот? Зошто мене да ми префали? Јас немам внук. Добро, Хасан. Ама Чичко Рамиз сака тоа да го каже. И тој нема внук. Знам дека нема. Да, знаеш дека немам, ама не знаеш зошто немам. Разбираш ли, Хасан? Чичко Рамиз сака внук од тебе. Од мене? Зошто? Не сакам. Ќе личи на татко му, ние ќе трпиме после. Јас го разбрав тоа, татко Рамиз. Кажи ти отворено дека сакаш внук. Господи Боже, како може поотворено од ова, Хасан, бе? Да одиме. Одиме. Меријан! Ајде, ајде, Кирко! Фати! Сега ќе видиш ти. Зарифе! Ајде! Ја Фатив! Ајде, Зарифе! Ајде, Кирко! Хатиџа! Ајде, Фатија! Вахиде. Добре иде, тетко Бедија. Добро ве најдов. Зарифе, секогаш да бидеш вака насмејана. Ај, Боже, сестра. Аман бе, Фатмичке, што правите вака? Спобудалевте ли? Спобудалевме. Сите одеднаш спобудалевме. Што да правиме? Ајде, влези внатре. Се испотивме. Ајде да влеземе, ајде. Земете го ова, деца, ајде. Ајде. Соберете ги сите војници, ќе ги претресуваме куќите во Песочан. Разбирам, командире. Ќе ја бараме украдената машина за печатење. Соберете ги горе војниците. Разбирам, командире. Исто така, од писарницата ќе ги земеме огласите со одредената награда за главата на маскираниот и нив треба да ги објавиме. Разбирам.
Кажи ми, провери дали работи? Проверив. И? Работи. И тоа многу добро работи. Значи средена е работа, ајде. Рацете да ти се позлатат, Мерием. Повелете, татко Бедија. Благодарам, душичке, Тетка да Фатма? си ми жива. Како што сакав, така го направи. На здравје. Здравје да имаш, Кирко. Хатиџа? Чекај да видам. Ти си отечена си во лицето и рацете? Многу се изморев, Мерием, од тоа ќе... А и многу ми се повраќа нешто. Фатма, слушаш ли? Што да слушам? Хатиџа што вели? И што рече? Па отечена е. И исто така и се повраќа. И? Како е, ма Фатмичке, ма Фатма, кој да чуе, ке се чуди како си родила 5 деца. Па, Белким, разбираш што значи ова, Мамо? Не знам јас ништо не знам. Молчи, ми се измеша се во главата, не знам, молчи. Што се случува? Зошто се возбудивте толку? Сестро, ти да не Што да не сум? Да. Па нема што тука да се мисли, таа носи 2 живота. Јас бремена. Значи прес како го игравме, не за џабе рековме дека на сестра ми останаа 2 живота. Не може. Овие само што се зема, не може. Не вели дека не може, Фатма. Тоа не може, станало може. Не може. Стрелата летнала, сестро. Ја погодила целта, велиш, нели? Така може. Сега, јас сум бремена. Бремена си, Хатиџе. Се заради тебе. Ја натера мојата бремена керка да игра топка. Играше, скокаше. Се заради тебе, Вахиде. Ама јас од каде да знам, мајко? Ти се знаеш. Зошто ова не го знаеш, а? И по ова не сум го знаела. Си израдува ли, кажи? Молчи, немој да ме булиш, молчи. Стани малку на нозе, душо, Хатиџе. Ајде, стани. Чекај, ма Фатма, не мешај ми се од овие работи, јас се разбирам или ти? Добро, тогаш. Сврти се малку пред мене, душо, Хатиџе. Доближи ми се, мила Хатиџе. Погледни ме така длабоко во очи, керко Хатиџе. Трудна е. Саглам. Чекај. Ова е една... Мислам, 2 недели станала. Господи, Башова. Машалла. Чекај. Машалла. Што? И? Детето е машко. Ајде, што не ќе слушнеме веќе, аман. Чекај, полека. Седи, Кирко, види ова убавина моја. Седи. Кирко, ајде седи полека така. Седи. Леле, Кирко. Рамиз Ефенди. Почекај малку. Џабар Ефенди, што правиш тука? Зошто не си во твојата продавница? Барам ново место за мојата нова стока. Старата штала не ми е доволна, не знам дали знаеш. Не ти е доволна де. Толку крави, толку овци, толку кози, толку пари. Каде ќе ги ставиш сите тие пари? Ќе ги наполниш ли тенеќињата? Ќе ги носам на другиот свет. Однеси ги. Може би ќе ги потрошиш на другиот свет. Гледам си го вратил Чавуш, Го вратив. Господе, прво тебе ти заблагодарувам, после на Хасан. Дај да те бакнам.
Немој да му се стопиш, бе, чуј, немој, бе, никој не гледа, бе, ајде, не види некој, бе. Што ти падна? Ова ли? Што е тоа? Твое ли е? Новиот кајмакам Абдул испечатил оглас за награда за главата на маскираниот. Еве, можеш да прочиташ и самиот. За главата на маскираниот? Оглас, награда? Е, овде вели 100 жолти лири. Така ли пишува? Го познаваш ли ти? Кој? Јас? Кој е маскираниот, а кој сум јас? Кај нас на Амик дојде? Ајде. Рамис, утрово бе во џамија. Господ да те благослови. Амин, амин. Ама после молитвата гледам народот се зборува меѓу себе. За маскираниот ли зборува? Има ли некој што го познава? Не бе, за каков маскиран. Зборува за твојата ќерка Зарифе. Слушнале дека Алекс ја откажал свадбата, па сега се прашува дали тие пак ќе продолжат по старото. Да си бидат заедно. Нема таква работа. Не, тоа нешто, нема таква. Живи Господ, не знам што да кажам, Рамис. Знаеш, ова е мало место. Може некој ден, некој случајно да ги види заедно. Тогаш не знам што може да се случи. Нема да се сретнат. Готово се затвори таа тема. Ајде, одиме. Дај Боже. Веќе 20 години како се врти една иста мелница. Се постојано се врти во круг, несреќи, зулуми и откако ни ги земаа парите и ни ја испија крвта, сега сигурно се подготвуваат да ни ја одземат и душата. Тоа е свирепата и мрачна држава на Абдул Хамид. Османли, виновник за крвта што ќе протече е Абдул Хамид. Што велиш, брате? Да, добро е, брате. Многу убаво напишано. Благодарам. А сега што ќе правиме? Овие ќе ги наредиме едно по едно? Да, така е. Ќе биде малку тешко. Така е, ќе биде тешко, ама ќе научиме, брате. Така е. Така е. Првата етапа ќе биде тешка. Отворете! Реков, отворете. Да? Имаме наредба за претрес. Каква наредба? Од господинот Абдул. Дали знаеш ти, војнику, кој стои пред тебе? Јас сум стариот кајмакам на Песочан. Како се осмелувате да ме претресувате? Ама наредбата е таква. Војнику! Господине Дилабер, разбирам дека не ви е пријатна состојбата, но имаме наредба од господинот Абдул да ги претресеме сите куки. Ние не сме овластени да ви простиме. Ме разбирате? Разбирам. Тогаш повелете. Куќата на кајмакамот лично јас ќе ја претресам. Вие чекајте пред врата.